која што година беше, за жал, одбележана со историски најлошото рангирање на Македонија на листата на Transparency International, која што ја дава меѓународната перцепција за корупцијата во секоја од државите. Македонија се најде на 111 место, заедно со Босна, со Панама, со Молдавија и со Монголија. Сметам дека владата носи голема одговорност за ваквото рангирање и ќе наведам неколку примери. Едниот пример е поврзан токму со Државната комисија за спречување на корупцијата, односно ако сакате некоја институција да ја направите помалку ефикасна, тогаш може законски и на хартија да и дадете широк опсег на надлежности, со тоа и давате и широки очекувања кај јавноста, и домашна и меѓународна, а да не и дадете потребна логистика и ресурси за да се носи со тие надлежности, и во овој дел мислам дека тоа беше и план на власта, кој што доведе до зголемена неефикасност во државната борба против корупцијата. Ќе ви наведам еден пример, а ги има многу. Се сеќавате дека и тука во собранието, но и во јавноста се разговарало за просторните сместувања и услови на ДКСК. И јас тука имам една критика до членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата, што своите барања и очекувања за подобри просторни сместувања не ги изнесувале преку јавноста. Ако ги изнесувале преку јавноста, сигурен сум дека поддршката од јавноста ќе била поголема и на крајот можеби и решението ќе било посоодветно, но веројатно оделе по принципот на институционална комуникација и на доверба со тие со кои што разговараат. За потоа ние како пратеници, како јавност да сватиме дека Државната комисија за спречување на корупцијата побарала уште пред една година да биде сместена во зградата која што сега е Министерство за политички систем. И потоа преку јавноста добивме сознание дека 4 министри, министерката поранешна за финанси Нина Ангеловска, министерот Љупчо Николовски, министерот за финанси Бесими, како и министерот за правда Маричич ги убедувале членовите на ДКСК дека нема пари за вселување во зградата на Министерството сегашно за политички систем, која што тога се уште беше празен и невселен објект. Ги убедувале дека државата нема пари за да го опреми и тие да влезат во тој објект, и тоа го покажува степенот на приоритети. Ако владата имала за приоритет да излезе во пресред на Државната комисија за спречување на корупцијата, ќе изнајдела средства така како што ги најде средствата кога тој објект го претвори во Министерство за политички систем. А ако владата нема таков приоритет, тогаш на хартија и во разни извештаи ќе пишува пофални слова за ДКСК, но во суштина и во пракса ќе ги остави без соодветните ресурси за да можат да бидат со поголема ефикасност. И сега кога веќе збориме за 2020 година, само ќе подсетам, бидејќи од толку многу скандали почнуваме некои да ги забораваме. Сега само да ве замолам, ова е говор или имате реплика? Ова е реплика на колегата Панчо Минов. Од толку многу скандали веќе почнуваме да ги забораваме оние кои што се случија на највисоко ниво. Еден од министрите кој што ги убедувал членовите на ДКСК дека владата нема пари за вселување во зградата на сегашното Министерство за политички систем, сега веќе не е министер, а тоа беше поранешната министерка Нина Ангеловска. И само да ве подсетам, поранешната министерка Нина Ангеловска, за разлика од јавноста и од штедачите, можеби 30.000 на број, беше една од привилегираните која што знаела кога ќе пропадне или кога ќе појде во стечај
Eurostandarд банка и си ги повлече собствените средства. И кога имате таков министр за финансии, кој што личните средства и нивното спасување си ги става на прво место, а не води сметка за поддршка на институциите што треба да се борат против корупцијата, тогаш логично е дека државата ќе ви биде на 111 место заедно со Панама, со Монголија и со Молдавија. И денес никој веќе не збори за Нина Ангеловска, таа поднесе оставка, но зад себе остави едно наследство на негрижа кон институциите кои што треба да се борат против корупцијата, бидејќи колегата Панчо Минов го спомена токму судирот на интереси. Овде имаме класичен судир на интереси, каде што министерот за финансии, кој што е дел од советот на Народната банка, кои што прават и добиваат годишни извештаи за надзор на работата на банките, однапред знаела за пропаѓањето на банката, не ги известила за тоа навремено штедачите, ниту правните, ниту физичките лица. И сега имаме ние многу штедачи кои што нивните влогови се заробени, нивниот имот или други работи се веќе загрозени на некој начин и не можат да си ги вратат, а додека поранешната министерка за финансии си ги добила назад своите 250.000 евра и нема никаква одговорност, и затоа сметам дека ваквиот однос на највисоките раководители во финансиската сфера од страна на владата, од една страна кон ДКСК, ги лажеле дека нема пари за опрема на еден објект, а од друга страна си ги извлекле своите пари од банката која што знаеле дека ќе пропадне, представува класичен судир на интереси и ја подрива довербата и во системот за борба против корупцијата, но за жал овде и во финансискиот систем во кој што треба да веруваат и треба да имаат принципиелен однос пред се министрите за финансии, а потоа и сите други. Инаку само ќе напоменам дополнително дека ова рангирање на Македонија на 111 место во 2020 година е резултат на методологија која што е базирана на истражувања во претходните 2 години, значи не може да се постари од 2 години тие истражувања, што значи дека во наводници успехот, односно историски најлошиот резултат на Македонија на Transparency International е класичен производ на сегашното несоодветно управување, владење и немање на приоритети за борба против корупцијата. И кога сме повторно кај ДКСК, Eurostandarд банка, судир на интереси, она што го спомена колегата Панчо Минов и целата, да речем, во законите добро обработена формулација, но во примената за жал не е ефикасна, имаме повторно еден нов случај, а тоа е случајот со изборот за член на Републички судски совет и потоа и за председател на Републички судски совет на господјата Павлина Црвенковска. За неа, освен тоа што знаеме дека политички е активна во Социјалдемократскиот сојуз и била поранешен шеф на кабинет на министерот и премиерот Владо Бучковски, дознавме од медиумите, ДКСК веројатно има и попрецизни информации, дека незиниот сопруг е еден од оние, би рекол, привилегирани штедачи во Eurostandarд банка, кои што навреме добиле многу висок кредит, без соодветно покритие, од 1.600.000 евра, и веројатно знаеле, како и што знаела претходната министерка за финансии, каква ќе биде судбината на Eurostandarд банка, не враќале од кредитот, неговата фирма смислено ја води во стечај и не враќа воопшто ништо од долгот, а неговата сопруга е избрана за председател на Републичкиот судски совет. За ова не знам дали можеле или не можеле побрзо да реагираат од ДКСК, бидејќи има една објективна околност што огласот за избор на член на Републички судски совет е распишан на 6 ноември 2020 година, а изборот за член на РСС на господјата Павлина Црвенковска се случил на 17.12.2020 година. И сега не знам до кога е рокот за пријавување на целиот имот или имотот на семејството, мислам дека беше 3 месеци, ако не се лажам.
веројатно затоа и не можело побрзо да се реагира од страна на ДКСК, но очигледно е дека господјата Павлина Црвенковска смислено не пријавила се што поседува или се што поседуваат незините блиски, како што е незиниот сопруг и незината ќерка, која што сега има нова фирма, а незиниот сопруг, кој што фирмата е однел во стечај, станува управител на новата фирма, која што нема долгови, нема кредити, но никој нема ни обврска да ги врати 1.600.000 евра. И ова покажува повторно дека највисоките инстанции во државата и најсензитивните, би рекол, а тоа е банкарскиот сектор, финансискиот сектор, сега тука поврзано и со судскиот сектор како што е РСС, бидејќи судскиот совет е архитектот на судската фела, се покажува дека плански некој дозволил вакво лице да биде номинирано и избрано за член на Републичкиот судски совет, кој што па Републички судски совет има улога и ќе има улога во иднина во расчистувањето, судското расчистување на случајот Евростандард банка, за кој што слушнавме од јавноста дека има отворено одредени истражни предмети. И сигурно дека засегнатата во случајов председателка на Републички судски совет нема да биде објективна во незиното влијание и во самото РСС и кон оние кои што ќе одлучуваат по овој случај, затоа што се работи за големи средства кои што незиното семејство и сопруг ги добиле од Евростандард банка. И затоа повторно сметам дека овде станува уште еднаш збор за сериозен судир на интереси со големи финансии и она што загрижува е што ваквите појави се детектираат постфестум, откако ќе се случат, што значи дека ДКСК нема доволно развиено инструменти за делување, ниту во моментов доволен силен јавен авторитет, за да може превентивно да спречува или навремено да спречува вакви случувања или да укажува на истите, за да може јавноста преку реакција да биде дел од или партнер, би рекол на некој начин, на институциите кои што се борат против корупцијата, за да може да не се случуваат овие судири на интереси, каде што очигледно е дека станува збор за класична Јас само ќе ве замолам злоупотреба. репликите да не се подолги и одговорите. Добро, Панчо, колку говореше? Да. Добро. Сега, значи, во ред. Ќе биде баш така. Колку Панчо ќе биде, да. Затоа сметам дека ако може една поранешна министерка за финансии да ја злоупотреби својата положба и судирот на интереси поврзан со незин влог во една сега пропадната банка, тогаш постојачка и активна, и ако истото помине несанкционирано, значи не навремено се укажало, не навремено се реагирало, не се спречило од страна на надлежните институции, тогаш воопшто не зачудува што таквиот судир на интереси се повторува. И логиката тука би била, ако може поранешната министерка за финансии преку судир на интереси да си ги излече своите 250.000 евра од Евростандард банка, тогаш зошто да не може семејството на сегашната председателка на РСС Павлина Црвенковска да не го направи истото за 1.600.000 евра. Сметам дека 1.600.000 евра воопшто не се малку средства, а уште повеќе што се однесуваат на семејство и на член на РСС, незиното семејство кој што треба да биде пример за сите останати членови на Републичкиот судски совет и да биде пример, се разбира, како тело кое што ќе дава укажувања кон сите судии во Македонија. И затоа јас се согласувам со оној дел каде што господинот Панчо Минов кажа дека конфликтот, судирот на интереси е можеби на хартија опишан соодветно, но во пракса се гледа дека истиот не само што не се почитува, туку вешто се
злоупотребува судирот на интереси од највисоко рангираните државни институции и функционери, и истиот останува несанкциониран. Со самото тоа се дава една погрешна лекција за секој наследник на оној кој што ќе го направи таквата злоупотреба на судирот на интереси. И за крај, тука ќе завршам, би сакал повторно да споменам по однос на приоритетите. Владата и Државната комисија за спречување на корупцијата со односот за сместување во објект, во соодветен објект, каде што очигледно дека ДКСК била дискриминирана, со владиниот однос по обезбедување на добри услови за обезбедување на софтвер кој што би бил потребен за надлежностите на ДКСК, како и со самото тоа дека четворица министри ги довеле, условно кажано, во заблуда или барем им давале лажни информации на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата дека за нив нема пари за вселување во нов објект, покажува дека борбата против корупцијата и поддршката на институциите кои што имаат законски надлежности да ја водат таа борба против корупцијата не е приоритет за актуелната влада, и затоа сметам дека ДКСК е во случајов во една подредена положба и единствено може преку поголема јавност, преку поголема транспарентност во работата, поголемо би рекол користење на медиумскиот простор, може ДКСК да создаде барем малку за себе подобри услови и поголема поддршка од јавноста за да ги надминува овие, според мене, скриени, но сепак добро осмислени пречки кои што представуваат голем хендикеп за поголеми резултати и ефикасност во борбата против корупцијата. Доколку тоа не се случи, да бидам искрен, не очекувам, еве ќе има и стенограми од оваа седница, доколку тоа не се случи, не очекувам ниту во 2021 година Македонија да се подобри по однос на ова историски најлошо рангирање на листата на Transparency International и да излезе од друштвото на Панама, Монголија, Молдавија и други земји кои што се заковани на дното во борбата против корупцијата. Благодарам многу.